има низа на чаеви, кои што се така наречени диуретици. Така. Или го тераат човек да мокри, да оди по мала нужда, народно да каже. Коинско опавче, магданос, низа други, кои што се диуретици и тие се доста силни. И што значи тоа? Водата која што човек ја има во себе задршка, ја изфрла. Така. Сега проблем. Тој процес е зачестен. Тоа не смее да трае подолго од една недела ако веќе има таков проблем човек и ако сака да интервенира. Не треба да трае подолго време. Зошто? Заради тоа што овој тип на чаеви, што имаат диуретично дејство, што тераат да мокриме, Ќе го дехидрираат организмот. и не е само тоа, тие држат камшик во раката. Така. И со тој камшик маваат по бубрезите. Оти ги тераат бубрезите да работат многу брзо. Да. И ако човек веќе имал некоја бубрежна инсуфициенција, а таа е скриена, по правило секогаш е скриена, не дава симптоми, и да удри со некој ваков диуретичен чај, прашање на време е кога ќе си направи голема белја на бубрезите. И затоа овој тип на чаеви, кои што стимулираат мокрење, мораме да сме многу внимателни. Кога? При голема задршка на отоци појава, при покачен крвен притисок да, при отоци да, но тоа да биде инцидентно. Значи не треба да биде да се потпреме, оти не лаже. Да, и знаете како не лаже тоа. Оти на пример ќе почнеме да ги пиеме, ќе почнеме многу да мокриме, ние ќе добиеме некој наводен резултат за 2-3 дена. Човек ако е 90, за 3 дена ќе биде 87. И ќе каже, леле, тргна работава. Леле, ова супер. Меѓутоа тука некаде ќе биде, нема да оди подоли, се човек сакајќи да го стимулира тоа пак, уште повеќе ќе пие и може да си направи белија. Ги споменавте некои растенија, односно чаеви, меѓутоа постојат ли други намирници кои може да го потикнат или добро влијаат при самиот процес, односно го мотивираат слабењето? Точно. Значи, има неколку работи кои што се природни и се прифатени, го стимулираат слабењето на здрав начин, на позитивен. Првиот начин се растителните влакна. Ако зема човек растителни влакна доволно, ќе се чувствува заситен, значи нема да бара повеќе храна, Б, пасажата на цревата, како што велиме, излегувањето, одењето во тоалет ќе биде поредовно. И двата процеси ќе придонесат за слабењето да оди побрзо. Значи, затоа внесот на растителни влакна и тоа како го поттикнува процесот на слабење. Понатаму, има субстанции кои што влијат на нивото на хормоните, ги стабилизираат. Например, високо ниво на кортизол нема да даде брзо слабење, бидејќи го блокира тоа. За да одговориме на тоа, например, едно од средствата е ашваганда, која што го спушта нивото на кортизол, според научни студии, и до 33% може да го намали нивото на кортизол, затоа уште ашвагандата се нарекува адаптоген, бидејќи го спушта нивото на кортизолот. Кога паѓа кортизолот, телото полесно слабее. Има средства кои што влијат на нивото на инсулинот. Инсулинот, ако е многу висок, и тој го спречува процесот на слабење и, народно кажано, не тера да јадеме благо. Оти колку е, ако постои кај човек хиперинсулинемија, има паѓа на шекерот, народски, и тоа како што велат. На многу точно. Тоа, нели, ми падна шекерот е многу точна реченица и се јавува кај луѓе со хиперинсулинемија. Така што ние ќе си помогнеме со вакви природни додатоци. Но клучното ќе биде исхраната, физичката активност и психолошкиот аспект. Така, и менталната подготовка, психолошкиот аспект. Да се подготвиме дека ќе пројдеме низ период кој што може би нема да биде толку лесен, но вреден за издржување, бидејќи тоа го правиме за своето здравје.